Добар ви ден и добре дојдовте во Класија. Денешната емисија ја посветуваме на сточарството и за таа цел дојдовме во Прилепскиот регион, поточно во селото Мало Коњари, на фармата на семејството на Љупчо Бабановски. Оваа фарма во моментов брои некаде околу 100 грла крави, од тоа не се сите молзни, дневно произведуваат отприлика некаде околу 800 литри млеко, не го продаваат млекото на млекарниците, туку прават неколку видови сирење и изврка. Ќе зборуваме за самите почетоци, потоа за како се движат денес состојбите на нивната фарма, за нивните предизвици и планови во иднина. Значи, почнуваме поред. Следете. Во Македонија во последниве 30 години драстично е намален сточниот фонд, особено на овците и говедата. Бројот на млечни крави во последниве 5 години се движи од 100 до 110.000, со вкупно годишно производство на кравио млеко околу 400 милиони литри. Фармското одгледување на млечни крави е најзастапено во Битолскиот регион, но наше одредиште овој пат беше краварска фарма во селото Мало Коњари, оддалечено 5 километри од Прилеп, на патот за Крушево. Селото е рамничарско и според последниот попис брои нешто повеќе од 600 жители. Луѓето главно се занимаваат со земјоделство, но има и некои кои што си одгледуваат по неколку крави за домашни потреби. А едно семејство пак решило многу посериозно да се занимава со одгледување млечни крави и тоа да прерасне во семеен бизнис. По 2 часа возење од Скопје стигнавме во Мало Коњари кај Љупчо Бабановски. Најпрво не покани во неговиот дом, ни рече дека тука сака да ни раскаже за почетоците со одгледувањето крави, а потоа да одиме на фармата која што е веднаш тука на 50 на метри. Речено, сторено. Бабановски, добар ви ден. Добре дојдовме во вашиот семеен дом тука во Мало Коњари. Домаќинска куќа, домаќинска софра. Ова е практично она што си го произведувате, тоа и си јадете. Знаете што јадете? Тоа не е нештина. Ете така. Меѓутоа, за да се дојде до ова, сигурно имало најпрво идеја, а после идејата почеток. Кога се случи идејата? Па, пред самиот почеток скоро и да немаше таква идеја, па нити некакви планови да се развиваме во овој правец на земјоделието, фактички во сточарството. Зашто никогаш претходно не сме се занимавале со земјоделие, уште помалку со сточарство. Првиот контакт со кравите се случи далечната 1998 година, за да некаде после 2000 година почнеме посериозно да се занимаваме со оваа работа. Добро е на почетокот, кога дојде идејата и кога решивте да се занимавате со ова, и кога го соопштивте тоа, какви беа реакциите по дома? Што рекоа, што правиме? Ба, реакциите, се така спонтано се почна. Видно е дека имаше поддршка, така? Имаше поддршка, сега дека имаше поддршка, така. Тоа не е главен извор на средства во нашата атамија. Па мораше нешто да се почне да се работи, дотоаш работевме некои други работи, соедина поразлични од ова сега. Добро, ова е и благородна работа. Одгледување на животни, и тоа благородни животни. Да. Така што, дај Боже да има повеќе примери како вас. Да. И сега на самиот почеток со колку крави почнавте? Па првиот контакт кога го направиме со кравите, тоа беше 98 година и купивме само една крава, тоаш за нашите деца беа мали, купивме за да имаме млеко за сопствени потреби. Па да после некаде 2000 година купивме
уште 5 или 6. Од каде ги набавуват? Па претежно од битолскиот крај ги набавуваме тоаш кравите, зашто битолскиот крај од секогаш бил поразвиен за И битолската млекара си го речеш. Раството, да. И колку бевте вклучени? Цело семејство? Па од секогаш работиме, значи, со работени во фармата, зашто кажав, ова беше за нас нешто ново и дотоаш непознато. Немавме во искуство, па мораше да вклучиме и работници кои че работат на фармата. И добре, поминале години, може да се направи веќе една ретроспектива на сето ова што е сработено. Задоволни сте од сето ова што досега го имате постигнато како успех? Па, од оваа временска дистанца може да се каже дека упорноста се исплатила и дојдовме до некоја средина и раме во некоја нагорна линија, еве кажав, размислуваме да го наголемуваме сточниот фонд, Така. да се прошируваме. Па добро, што имате таква намера, ние само може да посакаме да ви се остварат плановите. Да. Епа, добро. Почетоците, не прашува за почетоците себеко дека беа тешки, не беа ни малку и лесни. Уште помалку ни создаваше потешкоти тоа што не ја познававме оваа работа, влеговме во нешто многу поразлично од тоа што до тоа сме го работеле. Значи тоа не беше наш сојузник и не ствараше потешкоти ни ствараше на почеток и тоа што немавме доволно површини за да произведеме доволно храна за рулата. Па немавме доволно механизација на почетокот. А добро, вака се едуциравте, например, посетувавте некакви саеми, некој, да речеме, некој советувања. Па дека го имаше предавања, имаше саеми, да. И читам нешто, литература, брошури, едно друго. Па така се едуциравме. Значи полека си навлеговте во проблематика. Нешто за оваа работа. Наш сојузник во тоа време и беше тоа што кога беа нашите почетоци, тоа беше еден од поповолните периоди за земјоделието или по-конкретно за сточарството. За земјоделието толку не се сеќавам како било за вкупното земјоделие, али за сточарството тоа беше еден од поповолните периоди. Па тоа придонесе да одиме во нагорна линија. И тоа траеше некаде можеби 5-6 години. Сега после 5-6 години се случи еден тежок удар врз млекопроизводството, врз сточарството, кога се сеќавате прекина со работа шведската млекара, која остана должна на многу кооперанти кои предаваа млеко во таа млекара, а пред тоа зедоа кредити од банките, направија штали, купија крави и за жал не ги реализираа нивните побарувања од шведската млекара и за жал пропадна. И тогаш драстично се намали сточниот фонд во држава. Ние, како што кажа, под самиот почеток, значи не го предаваме млекото во големите млекари, го произведуваме сами во млечни производи и мислам дека и тоа е клучот на нашиот успех, што сега стигнавме до ова ниво кое што сте денес, практично. Добро, јас да наздравиме за вашиот успех. Да сте здрави, живи, здрави, живи и весели. Само за убаво се. Да продолжите и понатаму со работата што веќе добро си ја познавате. Од ова вкусивме, попробавме одлични се производи, морам да ви признам. Ама сега, бидејќи ние не сме дојдени да јадеме, треба да работиме, така?
Можеме да одиме прво на фармата и да видиме што се случува таму. Па да одиме. Ајде. По краткиот разговор отидовме до фармата, а таму неколкумина работници си ги вршеа своите дневни активности. Еден од главните предуслови за успешност во производството на млеко и млечни производи е изборот на вистинска раса млечни крави, која што ќе одговара на условите на фармата и на микроклиматскиот простор. Покрај тоа што ќе даваат повеќе млеко, важна секако е нивната отпорност и плодност. Бабановски, еве не во вашата краварска фарма тука во Мало Коњари. Прво ме интересира колку грала добиток имате овде. Па моментално на фармата имаме некаде околу 90 некој грубо на говеда, од кои не се секако дека не се сите мозни крави. Тука има и јуници и помали телини. Која сорта? Сортата во овој регион, во Пелагонискиот регион, претежно ја чуваме најмлечната сорта на крави. Тоа е Хоштен Фризиец, која е најмлечна раса и на светско ниво. Дава доста е продуктивна и дава најмногу млеко, додека во таму Кумановскиот регион застапени се повеќе застапени сименталската раса која е повеќе за млеко, повеќе за месо, а помалку за млеко. Е добро кога велиме дека е продуктивна, дава доста млеко, што значи тоа на дневна основа? Па тоа значи дека прво телка крава на прво теле, јуница на прво теле треба да е над 25 литри со млеко на дневна основа, а додека на второ, трето и четврто теле над 35-40 литри на млеко. Е сега, сето тоа претворено во литри дневно, колку помолзувате вие? Па сега моменталната количина сега нешто намалено зимскиот период е некаде околу 800 литри на млеко. 800-850 литри на млеко моментално. Е добро, еве, близу 100 грла крави. Сето тоа треба и да се нахрани. Со храна како се снаѓа? Да, секако. За храна имаме некаде околу 30 хектари засејани со луцерка, која ја користиме за кабаштевиот дел луцерка, сталма, сено. Значи тоа го снабдуваме од тие парцели, додека житарицата која ја употребуваме за концентрати ја купуваме. Али ја купуваме во онај дел, онај период кога се врши и жетвата, така да пченица и јачмен купуваме некаде во јули месец кога е самата жетва, зашто тогаш е и најевтина цената, а додека пченка да ја купуваме некаде во ноември, во октомври, месец. Исто така купуваме, значи, количини за да имаме цела година за до нова. Апсолутно треба големи количини за се прво да се нахрани. Па треба некаде за овие кога околу 150 тони на годишно ниво концентрати, тоа ги набавуваме така. А како додаток на покрај концентратот кој му се дава на кравите, моментално користиме и требер кој го земаме од пиварата. Тоа излегува како нус производ при производството на пиво, кој е доста квалитетен и за млечноста на кравите, значи ја содржи многу протеини, додека содржи малку енергија која надокнадуваме со пченка и други додатоци. А добро, гледам овде и трактори, нешто механизација, имате собствена механизација? Па
Па да, сопствена механизација имаме, приклучни машини, се што треба да функционира една ваква фарма имаме. И ако треба да се секогаш треба да се обновува и да се прикупува. Така. Сте користеле некакви фондови, да речеме од ИПАР програмата или националната програма? Од националната програма имаме пред некоја година искористено, тоа беа 10.000 евра во опрема и тоа беше нешто такво што се случи. Од ИПАР програмата се уште немаме искористено ништо, а планираме во иднина секако да ги искористиме и Добро, ако планирате и да се проширувате, веројатно ќе ви треба и дополнителна механизација. Рековте дека јуни-јули јачмен и пченица купувате, а кога ги добивате субвенциите? Субвенциите по грло земаме по грло крави, тие ги земаме некаде 4, 5, 6 месец следната година за минатата, за претходната година, додека земаме субвенции и по литар млеко. Сега веќе сме реистрирани од купувачи на млеко, зашто млекото до 5 година или година и пол таму не ги земаме тие субвенции по литар на млеко, зашто не бе реистрирани од купувачи на млеко, а млекото го преработуваме во нашите капацитети. Сега сте реистрирани од купувачи на млеко, така да ги исполнувам условите да ги земам и тие БА5, а сега се веќе 6 денари по литар на млеко. А по грло колку субвенции добивате? Или за сочувано женско теле, например, нешто добивате? Моментално по грло возрастни крави над година е 8.000 денари, додека од 6 месеци до година мислам дека беше околу 3.000 денари по грло. Добро, оде видов и неколку работници си ја вршат својата работа. Во многу сектори има проблем со работна сила, како е кај во случајот? Па како и секаде, и кај нас е малку кризно со работна сила, али успеаме да се снајдеме со работници, така да во моментов на фармата имаме ангажирано некогаш тројца, некогаш четворица, сега се моментално тројца. Зборувам за на фармата, додека таму каде се преработува млекото исто има тројца ангажирано и така успеаме да се справиме со предизвиците кои доаѓаат. Добро, ова е земјоделски крај и сточарски. Во своевремено овде имаше многу стока. Каква е сега со стоката? Се занимават луѓе со сточарство? Во Мало Којнери имаше некаде пред 20 години, ние тогаш не се занимаваме со оваа работа, немавме крави, во селото, во нашето село имаше некаде околу 1000 грла на говеда. Додека сега значително е намален бројот на луѓе кои чуваат крави и некаде со нашава бројка, заедно со нашава бројка, па мислам дека нема повеќе од 200 грла говеда. Добро, сега, значи, вие сте си направиле своји математики и дневното производство во просек околу 700 литри на млеко сте решиле да го преработувате. Го преработувате во сирење? Така? Да. Можеме сега да отидеме до погончето каде што се преработува? Сега. Значи, покрај сирење ќе видиме и изварка И ќе пробам. и ќе пробаме. Иако ја викаат некој урда, ама мислам дека е поправилно изварка. Ние ја викам изварка. И така и има пред. луѓе кои викаат урда. Така, ајде сега може. Од кај фармата отидовме во објектот каде што од млекото се правеше сирење, кашкавал и изварка. Лјупчо, значи, еве, сега во фармата дојдовме овде до погонот кај што се произведува практично сирењето. Сега гледам овде неколку калапи сирење, за какво сирење сега изборуваме овде. Ова е биено, така?
ова моментално што го гледаме сега е бело сирење. Додека бијаното е друго. На друга позиција. Добро. Кажи ми, соодносот каков е на, еве конкретно за ова сирење, соодносот млекла сирење? Па како ние го работиме на традиционален начин, зборувам за нашето производство, за белото сирење треба некаде 7 литри за килограм сирење, додека за бијаното потребни се 10 литри за кило сирење и што е задашкарало. Додека изварката или урдата, како некои ја викаат, излегува како нус производ од процесот на правење на бијаното сирење. Фактички сорутката што останува од бијаното сирење се вари, а така се излегува изварката, која е полномасна. Така. Добро. Ај вака сега. Значи, ова е обично бело сирење. Да. Тоа е ов е процесот. Еве доаѓа, пристигнува млекото тука. После што следува? Па млекото најпрво треба да се загрее на 35 степени, како што е пријаното млеко кога се мози од самите крави. Потоа следува процесот на подсирување, така. После тоа се остава еден час да се зафати млекото и после тоа се меша и се собира во целиво. Таа е процедурата за белото сирење, а додека за бијаното сирење нешто е подолга, плюс за да се собери груждот за бијаното сирење се попарува со врела вода, некаде 90 до 100 степени, и затоа бијаното сирење може да се јади одма после зреенето. Бидејќи белото сирење треба, зборувам за кратското бело сирење, околу 2 месеци за да преврие, за да се уништи оние бактерии кои евентуално ги има некои бактерии во него. Додека пастеризираното, исто од белото сирење, ако е пастеризирано, тоа веќе може да се јади одма после правењето, пошто се уништени, ако евентуално има по истото некои бактерии. Така, со самото попарување. Добро. И после кога се пакува сирењето? Па после самата ферментација, како што кажав за белото околу 2 месеци, се пакува се вакуумира. Доста го продаваме, значи, на нашето продажно место и по другата трговска мрежа, каде што се, како што се големи продавници за вклучиво за сирење во пазарот во Прилеп, така трошат и рефус, тоа се носи така не вакуумирано. Али поголемиот дел го вакуумираме и се става таму етикета, се става декларација, значи нашите производи од пред неколку години се брендирани и се познати сега веќе под името млечни производи Баварна. Така. Тоа ќе го провериме кога ќе отидеме после на продажното место. Овде гледам сосема културно погонче, добра хигиена, дали ова ги исполнува стандардите за производство на храна? Да, хигиената мора да биде присутна. Овде се работи со млеко кое е најрасипливо, па и порасипливо од месото, значи мора хигиената да биде на ниво. Тоа исто од пред неколку години имаме и решение и дозвола за оператори на храна од животинско потекло, па во тој дел мислам дека се не е регулирано, како да можеме да вршиме. Че купувачите можат да бидат сигурни дека купуваат безбеден производ. Безбеден производ и од чисто млеко произведено, кажам, на традиционален начин. Па добро, овде сега видовно што се случува во овој погон. Сега може да отидеме до продажното место во Прилеп, да видиме реакциите на купувачите. Дали го кажаме вистина. Така е. Ајде.
И за крај, како што беше редот, го посетивме и продажното место во Прилеп. А таму задоволни купувачи. А и Љупчо е задоволен што во последно време расте интересот за домашните и традиционални производи. Бабанос и ја, како што се договоривме, од ке фармата дојдовме ке вашево продажно место во Прилеп. Пред малку забележав, тука имаше и купувачи. Каков е интересот на купувачите за вашиот производ? Па, точно така, овде се најдуваме на нашето продажно место кое е лоцирано во центарот на Прилеп, помеѓу градскиот пазар и реката во новата катна гаража. Па, има интересанти за нашите производи, зашто пред се нудиме квалитет, брвен квалитет, али за тоа треба да кажат потрошувачите. Нашиот квалитет е, нашето производство се базира на традиционално производство, каде што секако се работи само со чисто млеко, без никакви примеси и додатоци. А во последно време изразито е нагласено тоа што граѓаните, конзументите или купувачите го препознаваат традиционалниот начин на производство. Значи препознава што е квалитетен производ. Апсолутно. Сега, јас можев да забележам повеќе производи оде. Што се може да добијат кај вас оде? Каква е понудата? Па, понудата за сега, палетата на производи не е баш некоја голема, со тенденција во иднина да се прошируваме, да ги прошируваме нашите капацитети и да се зголемат на нашите производи кои ги произведуваме. Моментално произведуваме биено сирење, бело сирење, кашкавал и урда. Во блиска иднина планирам да почне да се произведува кајмак, пултер и некои врсти на намази. Ви благодарам, ми беше задоволство и остануваме И вас, во една соработа. пријатели, да чекам ви друг пат да не посетите. Се на се, ова е една симпатична приказна градена низ годините со многу љубов, посветеност и упорност. И ете, имавте можност да ја слушнете ова успешна приказна на семејството Бабановски од село Мало Коњари, Прилепско. И камо среќа да има вакви примери се повеќе во Македонија и да го вратиме сточарството на старите патеки. Ете, ова беше се за денешната емисија на Класие. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!